заврши во училиштето Мацовчаро. Средно училиште заврши во Скопје, во училиште Свети Наум Охридски. Имам учествувано во театарски представи. За ликовен цртеж имам добиено награда во Лилице Чешка. Настапував на концертот Нокаут во Скопје. Активно спортувам во специјална олимпијада фудбал и кошарка, а и други спортови. Имам освоено прво место пикадо и трето место куглање во Белград. Имам освоено сребрен медал во фудбал во Европска олимпијада во Санкт Петербург во Русија. Активно изучувам добро говорам по англиски јазик, постојано сум вклучен во проекти во Бугарија и Литванија. За мој живот се снимени се 2 документарни филма. Првиот јас не сум дождел човек. Вториот се вика Појнакви, кој се прикажуваше фестивалот Македокс Скопје. Моја најголема награда е освоено прво место рецитирање за сите средни училишта од Македонија на филолошки факултет. Затоа сега ќе рецитирам песната Талтачел кочараци. Не ме колни, не ме жали, не ми нижи ни за клетви. Камен тежок живот ми е, а потежок ози пусти, по народни думи свети. Ако куќа не направив, со вишоки шимши борти, куќа цел се братски ми е. Братски срце што отвора, срце, порта највисока, срце, куќа на широка. Ако жена не донесов, ѓук тредавел воде, верна, добра, млада љуба. Не ме колни, не ме жали. Во борбата на другата сонце сјае, сонце трепти. Ако млади се години, по друмишта, по патишта, во младост кока разпосеав. Погледни им прави во очи. Ти ли беше? Што беше? А и други мајка им рани. И ако не умре дома, туку кај што скипиштат, в борба искрил кај нуштата, лазе речи на душата, има зошто душа дај. Фала се. Ето толку многу родители што биле на ученици во посебното училиште Маца Овчарова, мене ми се падна честа да говорам за соработката и односот на не на наставниот, односно на целокупниот кадар во училиштето со самите ученици. Јордан сега е со диагноза високофункционален аутизам. Меѓутоа, кога требаше да се запишува во училиште, беше во тешка форма на аутизам, со отсуство на говор, асоциализиран. Тешко беше да се замисли дека такво дете би можело да оди во училиште, да се описмени или нешто да научи. Најтешката задача при запишувањето во ово училиште, морам неа посебно да ја поздравам. Најтешката задача имаше неговата прва наставничка, госпојата Фросина Нецинова, која што требаше да описмени и да образува едно вакво дете. Секој ден јас и наставничката се слушавме, разменувавме разни мислења, се договаравме, затоа што во периодот пред 20 и кусур години тогаш веќе само почна да се зборува за проблемот со аутизам. Ниту имаше учебници, ниту имаше некои стручни сознања.
Нашето секојдневно комуницирање доведе да за една година го доведеме Јордан во состојба да почне веќе од второ одделение сам да оди и сам да престојува во училиштето. За ова јас навистина сум многу благодарна на наставничката Фросина, а јас и таа заедно создадовме основа за наставничкиот кадар во погорните години, тие се веќе повеќе, создадовме основа за тие да можат понатаму да го образуваат и да го воспитуваат детето. И сега Јордан е тоа што е вечерва што ви кажа и да не должам повеќе, соработката измеѓу родителите и наставниот кадар мора да биде постојана. Јас јавно ми е мило што имам прилика да се заблагодарам на целиот персонал во училиштето, значи не само на професорите, на наставниците, туку нивната грижа во училиштето на целиот персонал, почнувајќи од хигиеничари, завршувајќи со директорот, е родителска грижа за тие деца. Соработката со персоналот во ова училиште, како што гледате, се уште трае, тие попри тоа што Јордан не е нивни ученик, тие секогаш кога има можности го повикуваат и го вклучуваат во одредени проекти, за што јас сум и многу благодарна. Сето ова соработка измеѓу училиштето, измеѓу наставниот кадар и од моја страна како родител, доведе до тоа Јордан да дојде во оваа состојба што е сега. Луѓето што го знаат од мал, а има такви луѓе што се присутни тука, знаат во каква состојба беше и многу често знаат да ми речат ова како да не е истото дете. Значи ова е заслуга не само моја, голем дел од заслугата за успехот на Јордан има персоналот во училиштето Маца Овчарова и сите ние заедно, годините додека тој беше таму, го подготвивме Јордан да отиде за да може да учи средно училиште во Скопје, да престојува во ученичкиот дом, да биде самостоен и самостојно да функционира во Скопје. Сето ова, учењето во основното училиште, во средното училиште, сите овие активности доведоа да сега Јордан веќе е единствениот представник од Македонија, кој што е влезен во најтесниот избор за учествување на еден камп во Болоња во Италија, кој ќе се одржи во мај месец и се надеваме дека ќе биде избран и дека таму ќе биде успешен како и досега. Голема благодарност до целокупниот персонал на